Доколку не сте имале сексуален однос со припадник на вашиот пол, дали е сепак можно да сте хомосексуалец, односно хомосексуалка? Како и кога прв пат свативте дека сте хетеросексуалец, односно хетеросексуалка? Ова се само дел од прашањата кои им се поставуваат на средношколците кои се решиле да го изучуваат изборниот предмет образование за животни вештини. Во работните листови преку прашањата дури се наведува дека дел од хетеросексуалците се со ментални нарушувања или пак се ризик за децата во училиштата. Ако хетеросексуалноста е нормална, тогаш зошто толку многу хетеросексуалци се лица со ментални нарушувања? Најголемиот број лица што злоставуваат деца се хетеросексуалци. Дали сметате дека е безбедно вашето дете да го праќате во училиште каде повеќето наставници се хетеросексуалци? Дали би сакале вашето дете да биде хетеросексуалец, знаејќи ги проблемите со кои се соочуваат, како прељуби, болести и разводи? И покрај целата општествена поддршка што се пружа на бракот како институција, стапката на разводи и понатаму расте. Зошто има толку малку стабилни релации меѓу хетеросексуалците? Алфа постави прашање до Министерството за образование и наука дали и од кога се користат работните листови за образование за животни вештини и во кои смерови на средно образование, а одговори најавија од Бирото за развој на образованието. Револтирани од ваквите образовни реформи и програми, граѓанската организација Родителски фронт најави протест против родовата идеологија и пропаганда во Струмица. Единствено родителите ја имаат моралната и законската обврска да се грижат за интегритетот на личноста, за здравјето на своите деца, без при тоа да дадеме простор друг да не замени во извршувањето. Истовремено преку своето дејствување со конкретни активности и действија ќе покажеме и дека сме за зачувување, заштита и промовирање на традиционалните семени вредности. Бурни реакции ги преполнија и социјалните мрежи. Загрижени родители прашуваат која е потребата децата да се наведуваат на нешто спротивно од традиционалните вредности. Ете вакви пострашни нешта допрва се готват во кујните на сите тие невладини организации во соработка со неколку пратенички од собранието. Според нив ова се основните животни вештини кои им се потребни на децата и младите. Секако зашто без ова како поинаку ќе регрутираат деца за својот изопачен и хиперсексуализиран светоглед. Родителите го криваат гласот и против образовните концепти за рана сексуализација за учениците од 7 до 9 одделение. Како што наведуваат во најавата за протестот, во наставните материјали на страната на Бирото за развој на образованието, наставниците на учениците од 12 до 14 години треба да им покажат како се местат презервативи, користејќи краставици, што е погрешно насочување на младите, кое ќе има далекосежни последици.